Почитувани присутни, ми представува особена чест и задоволство да ве поздравам на денешниот исклучителен настан, свеченото предавање на професорот Филип Бухич, корифејот на македонската филозофска мисла, еден од најзаслужните за незината афирмација, не само во земјата, туку и во европски и во светски рамки. И особено на професорот Бухич да му посакам добре дојде дома, односно во неговата матична институција, Филозофскиот факултет, односно Институтот за филозофија. Би сакала да ве поздравам не само од мое име, туку и од името на професор доктор Милан Чапаровски, како раководител на Институтот за филозофија и од сите негови членови, сегаш и од редовите на пензионираните професори. Професорот Чапаровски од здравствени причини денес не можеше да биде тука со нас, меѓутоа ги упатува своите искрени желби за наша успешна средба и за понатамошни вакви дружења. Со оглед на тоа дека ова свечено предавање го организираме во соработка со Филозофското друштво на Македонија, сега би му дала збор на нашиот драг колега, председател на Филозофското друштво на Македонија Липчо Митковски, да ни земе збор, да ја објасни идејата и концептот на овие предавања и да го поканим професорот Бухич. Благодаря на сите за присуството. Пред на професорот Филип Бухич. Би сакал нешто да кажам околу форматот на предавањето, односно зошто ово предавање не е само предавање, тоа е свечено предавање. Тука би се задржал на 3 пункта. Едниот од нив е една традиција установена традиција од Институтот за филозофија, кој што ние одржуваме, кој што возможува вакво обраќање пред овој аудиториум на нашите поранешни професори, кои што поради законски посредување од биолошки лимит се повикани да одат својот опус творечки и професионален да го завршат надвор од обичајната професура. Така да ова е еден вид продолжение на таа убава традиција, која што се надеваме на институтот понатака ќе продолжи да ја одгледува. Втората убава причина зашто ова го нарекуваме свечено предавање е фактот или една убава обврска која што ни се измолкна да ја спроведеме на Светскиот ден на филозофијата, 17 ноември минатата година, кога професорот поради оправдани причини, претходно договорени предавање во Люксембург и во Виена, немаше возможност да присуствува на настанот. Во таа прилика кој се сеќава, би напоменал дека Филозофското друштво во рамките на својата еквалаторна функција или дејност, давање на заслуги и признание на наши истакнати професори и филозофски дејци, им додели на професорот Бухич една благодарница за развојот на филозофската култура на Република Македонија. Каде во порика професорот на предава таа благодарница, форма на пакета, би кажал неколку зошто професорот Бухич е добитник на таа награда, иако не трак на таа признање, иако тоа воопшто не треба да се тоа прашање. Тоа е добро да се кажуваат работи, да се подсетиме, добавите нешта повеќе пати. Преценели за изморената творечка дејност, значајни публикации од областта на филозофијата, од областта на естетиката, од областта на теоријата на književноста и многу други области, за кои што јас немам толку голем увид и време сега да ги споменувам. Потоа се разбира за неговата дејност како наш професор, тоа е негови поранешни студенти, тука сме пред се, како да кажем, и приватно или интимно обврзани. И затоа му се обраќа со професорот Бухич, а не со академик Филип Бухич, како што е релот на нештата, бидејќи тој, како што знаете, член на 2 академии. Едната е прв председател, сегашен член на Бошњачката академија на науките и уметностите, со седиште во Нови Пазар, и Европската
Sarajevo. Vidite? Matriška. I втората е Европската академија на науките и уметностите со седиште во Самобор. Значи, со негова дозвола и по моје така некој поотичаен говор секојот му се обраќам. Професоре, се надевам дека тоа не е како да кажем сватено недобро намера. Освен за таа професорска дејност, во која што ние сме поврзани во големиот дел од присутни, на кој што сме имали една чест, да присуствуваме на тие предавања, да бидеме негови ученици, студенти и собеседници. Тука секако нели спаѓа и еден дел кој што значи промоција на филозофијата кон од академските рамки во полето на општественоста, како во Република Македонија, така во европски и во светски рамки. Во тоа име јас го повикувам професор Ферик Фркиќ. Повели. Dobro, za onije koji ima problem kako da mi se obraća, Your Excellency, kad ide s osebno dobro. Mislim, bez formalnosti, profesor je najdobrata i za onije koji zna što znači da se vide profesor, najslatkata, najbavata adresa profesor je guru na neki način, jedna ugava, prekrasna situacija koja ova dolina na Solzite predstavlja jedno znači, da kažem, osončano mjesto. Poštovani koleški i kolegi, kako da ja shvatam ova blagodarnica? Kako nagrada ili kako podatak? Da se umeše i manje od kolega Đuča Vukas. Ako je nagrada, nagradovanje to je čin koji podrazbira hijerarhija. Visoka ta instanca nagradnika, niska ta je primarna. Това го има преди Спиноза, кога рекол дека наградите се за децата и за студентите. Децата се наградуваат за доброто однесување, што значи согласно на наредбите и пазбата на родителите, зависи дали се строги и потолерантни. Слугите се наградуваат за добро извршената работа, наредена од господар или овој кој има таа лиценца да наредува. На слободен човек преди Спиноза не му толикува да прифати наредба. Бидејќи тој се однесува согласно со собствените морални норми, а не според нечии други упатства, и работи согласно на својот разум и совеста, а не според нечии туѓи наредби. Но со подароците работите стојат поинаку. Спиноза инаку не добил ниту една награда, добил еден нож во врат за малку расклучив, а подарок го добил. Еден убав значајен подарок од своите пријатели и го прифати. Да ја реке наглеста ми мојата внука. На луѓето со кои сме еднакви, не им кажуваме како тие да се однесуваат, ниту им наредуваме што да прават. Блиските луѓе ги даруваат, а не ги наградуваат. Не затоа што ни направиле кеф или завршиле некоја работа, туку затоа што ги почитуваме и што ги сакаме. За мене како филозоф, давање подарок е чест. Прифаќање подарок е скромност. Ако би го одбил вашиот подарок, почитувани колешки колеги, вам би ја оспорил честа, себе пак би си ја ускратил скромност. За да биде јасно на што мислам, ке речам дека ова признание го сметам за подарок. Исклучително значаен, исклучително здравствен. Го прифаќам со здраве срце, како гест на почитување и присност, како израз на внимание од луѓето со кои ја споделуваме припадноста на истото духовно седмиство, посветени на истите интелектуални стремежи, за истите сопочит, за истите морални вредности. Ете, со радост го прифаќам, бидејќи ова е за мене подарок, а не награда да го разчистим тоа и
svega preminulo predavanje to, koje ne beše samo za da nekoj način predizvikavni magije to nekonvencionalno nasloveno kako izvor što se gleda u nebo. Kako i svekoj nastup, i na statije i na knjiga, cela ta ideja treba da je komprimirana, širana vode. A knjigata, predavanje, to je statija, eseju, treba da se ekspanzija na nastup. Ja se nadam da kada im pokažemo ti glavna ta ideja, evo ovoj naslov i da kupi da je nekonvencionalno, to je sepak iz razuma, može bi najprecizno ja što može, iako to ne podrazbira najprecizno što je teorijski možno. Ova niko još ne bi ga rekao pred 20 godina, jer siguran da je naš jasno pokažem i najbolje od toga. To je go iz razuma tog ona što sakrat da go kažem. Сега стојам ова предавална и размислувам 1974. Во предавалната број још таму кај Институтот за филозофија беше одржано прво предавање на овој факултет кој уште не беше сосема довршен. Тоа криво беше довршено и јас имав незабравна чест да го одржам тоа предавање. Потоа се сетив на предавањето од 1981 во ова сала. Тоа беше моето пристапно предавање по повод изборно редови професор. Не знам дали тие предавања се уште ги држат, тоа е една академска традиција, за која јас сметам дека е огромна привилегија, но исто така и обрска и не се предаде професор. Пристапните предавања на многу големи филозофи се сублимати на бивната филозофија и во, например, Хегел во феноменологијата на Духот, ќе го најдете неговото пристапно предавање кој е филозофски исклучително интересно. Ако е таа институција, сметајќи за само формална, напуштена, тој е голема за особено во сферата на филозофијата, но би рекол секако да си други. Тој е голем, свечен чин, кој обрзува, со кој се пристапува, како што рекол во таа духовна заедница, целосно и безрецедно, и со сето на најдобро во нас, оставајќи во сето она што не е доволно добро таму пред вратите на таа институција. Така се подсетив дека овие предавања на некој начин како и денешното мене ми асоцираат на една слика која може да ви изненади. Тоа е сликата на арена во која влегуваат гладијатори и го поздравуваат Цезара со она Аве Цезар, молитвите са Аве Цезаре, оние што им предстои да умрат, те поздравуваат. Ова меланхолична сенка има секогаш затоа што некако при првото читање во По Вадис Домине, книга чумена во која тоа е пишано книжевно, видов дека и самиот автор на оваа книга пропушти да види дека тој поздрав всушност, иако го кажуваат оние кои наспроти умрат, се однесува на сите. И гледачите, па и на самиот Цезар. Тој поздрав до сите, а толку е гласен и упатен до Цезар, за да не се сета дека се однесува на нив и на публиката, и да помислат дека само гладијаторите ќе умрат. Значи умрат сите, како што беше спомнато и во предното излагање овде, со некои биолошки лимити. Една од моите цели на ова предавање е да покаже дека тие биолошки лимити се примити. Тоа е смела теза, но ништо помалку од смела да не довикува. Филозофите се премногу, да кажем, племенити и благороден дух, за да си дозволат да се и двоумат пред опасноста, с краја да се повлечат. Значи, тоа е идејата. Таа меланхолична сенка на смртта која лебни дури и доведе еден таков чин, ја има секогаш на ум и во тие првите две предавања и во ова сегашното предавање и сакам да ве охрабрам, условно речено, предавањето тврди со сета одговорност дека
To не е baš sosema taka, iako delumno vis sosema. Моята основна идеја се сведува всушност на прашањето, да се поразјаснам темата, на прашањето кое е веројатно најстарото филозофско прашање, содржано во Мателското пророчиште, кое внесе толку големина недоразбирања и дури проблеми за Сократ, во крајна линија доведувајќи го и пред судот кој му пресуди смртта. А тоа е пророчиштето, пораката пророчиштето, носи се авто. Запознај се себе си. Тоа барање е исто така нешто што во мене од секогаш предизвикувало, ајде речам, противречни чувства. Од една страна, да, а од друга страна, зошто? Шум. Што вреди мислам? Што е идејата да се запознав себе? Прво, тоа е дискантен потврд. Може од она што ќе го најдеш да не бидеш многу среќен, да се разочараш во себе. Второ, може да се случи тоа, како и да е, да биде заблуда, да мислејќи дека си нашол себе си, не си се нашол себе си. Конечно, тоа ми е спорно и логично. Оти, ако веќе се знаеш себе си, зошто да се бариш? А ако себе не се знаеш, како ќе знаеш кого ќе бариш? Така што таа порака која е толку значајна, што јас ја препознавам практично во сите фигури, се спомнам за тројцата на другата, казвам така. Зошто е таа приказна со запознавањето на себе си, со еден вид идентификација на оној јас, кој сум јас, а кој не знам дека сум јас, бидејќи тоа се имплиците предпостава што треба да се најдеш себе си, да се запознаеш себе си, значи не се знаеш и не си се нашол. Ја препознавам гледам во многу други филозофи, но од друга страна неистиното така исклучително место постојано ме алармираше дека тоа не сме така и да се отврди. Оти што е човекот кој не се запозна себе си? Тоа е празна куќарка во која пожар го нема, а која мисли да е пожар. Оној кој не се знае себе си, просто не е шесоат, не е кај себе. Тој чекори, затоа и реков, тој е една класификација на идентитет. Како што е куќарката на пожарите, класификација. Него го нема внатре. Не сум дома треба да напише секој кој себе не се знае. Бидејќи како не се знам, јас се знам името. Се знам адреса, како и секој. И тоа. Знам што работам. Го знам мојот матичен број. Ги знам моите, да кажам, искриени мисли кои ме пробрува, присилно. Можам да се направам крвна слика во која ќе дознам се за секој детал знатен во мене. Си ја знам висината и тежината, можам во грами во милиметар да го грам. Па сепак тоа е се дескрипција, тоа е куќарката, тоа се координатите на куќарката, тоа не сум јас. Дека не сум тоа, јас можам да ви кажам со тоа што ќе ги дадам сите тие податоци за некој човек од некаде, кој што не сме го чула никогаш и ние не знаеме, нема да знаеме ништо за него. И дали е среќен и дали е несреќен. И дали е женет, и дали е очаен, и дали е во една еуфорична состојба, ни сонува или ни подготува самоубиство. Ништо нема да знаеме за него. Тие податоци се, како што реков, дескрипција. Тоа не сме ние. И тоа ме доведува до Рамон Хименес и неговата пречуена песна Јо но со јо. Јас не сум јас. Песна која има 4-5 строфи, практично стихови, една строфа, а која не донесе доброна, која оди вака, сакам да кажам, приближено реално оди така. Јас не
čekori pokraj mene. Ako nekogaš ne gleda. Onovi su što prijateljski molči do neka ja se kažem. Onovi su što milozljivo kroz kuba do neka ja sam razan. Ja se ne sum jasan. Onovi su što će čekori koga i ovoj ti padne. Onovi su što će stoji ispravljeno koga ovoj ti umre. To je pesma. No što mi kažu ta pesma? Da mi kažu tokom toga. Sve to ona. Onoj jas koji ne sum jas, koji se gara, koji mrazi, koji umira, koji je smrt. To je klasificiranje identiteta. To je adresa. To nije Jimenez. To je gleda deka nije to. To je gleda deka je onoj koji sušnost nema da bude. Koji će prodolžiti da čeka. Koji prostuva, koji ne mrazi. Od kada je to? Od kada je to čustvo koje dosta seriozno se dobližuva do jedna šizofrenička situacija? Vidite, ako postojano mislim neka jasne su jasne, neka treba sebe da se prepozna, da se najda, da se sozna. To se pak postojano podsjetu na to neka nije imamo problem so sebe i neka naši identitet na neki način pogrešno producira. Sve to ono što se pišula za identitet, to je ogromna ta produkcija, koja imate i koja je vrlo popularna poslednjih deceniju, osobno poslednjih 15. Sušnost ne je filozofska, ne je domisleno filozofska. Vi rekli, to ne je identitet. Ja se ne možem da imam različni identitet. Ja se možem da imam samo jedan identitet. Princip od na identitetu je A jednako A. No to se menува, sve koje A se menува. Jas na 30, na 50 ili na ove godine, 70. Ne su onoj koji je bil bebe od 3 meseca. Materijalno, fizički, ne metaforički. I to jedna petka volena ne je ta. A ja se pak prodam jasno to je. Čovjek u zatvor ne je onaj koji je bio slobodan. Čovjek koji se zbogatio ne je onaj koji je bio siroman. Socijalni te, zdravstveni te, intelektualni te, vrednosti te, etički te parametri se menува. A nije tvrdi me postojano da to ostavila zbog za ispio čovjek. Kako može? To je bukvalno ne je isto. Materijalno. Nekoj koji se zdebili 20 kila ili oslabno 20 kila, ne je tih stavili ili dobio tije kilograme. Na jedno 6 meseci sita ne mogu kretiti se svim rukama. Jer nemamo nositelne identitete. To da imam etički identiteti i nacionalni identiteti i tako napad, to se metafora, pa ne su identiteti. Što može da smeni, pa ne identiteti? Suštestvo, cela ta evolucija ima tuka problem. Suštestvo koje je bilo nešto, pa stanalo nešto drugo, ne je neke isto. To ne je razvoj na jedan nik. Ako je nalisti na drugi identitet, to je drug kvalitet. Pa sepak čovjek od 70 godina ili od 114 godina, kako Gorgije, ko smo kaj filozofi. Pa sedlo da reče ne, Hans Georg Gadamer, koji počina na 100 godina. Ima celo vreme isteklo na cijeli svoj život. Prva ta ona samosvijest, koga shvaća. Ja spamtam da to više nekade 56. godina, više nekoj 11. februari, nenadejno toplo. Ja se najjednaš tako moja 11. 12. godina shvatim da sum jas. Ne mora da se razbere sekoga štaka jasno, ne mora to sebe su bezuvanja da vide tako dramatično da se vrze iz celi tije godine točno kućaka, nesmrto koje su prepice kolegike od učilišta i tako nakon. Ne mora. No, sve koji dođe do toj vidi. Sve koji do jedan njih veli jasa, znaejki deka misli na sebe, a ne na svoje adrese ili na svoje ime. Bude to menuvati ime, ne samo politički partij. Menuvati sve. Živototni imenova okolnosti. Što je ona što ne dozvolila da kažeme neka celo vreme su jas.
Znate dilemata na kome se? Ono je jas, što po nekoga gledamo, da čekoli i ono jas koji će produžiti da čekoli koga ovaj definitivno će legati. Tamo. Kaj što će nekada cite. To je jas. Od kada? Mi ne možemo da go porekneme, a ne možemo da go potvrdime, da go identifikujemo. Nije to moja materijalna egzistencija, ona koju su ja, nije to moje to telo. Prvo to što je najznačajnije, ako ja snežim ona dete od 3 godine ili od 12 ili 30 godina, mlad čovjek, što mi dozvolila da kažem da su ja? Što je dozvolila jedna simpatična, draga žena od 89 godina, babička, bez zadnje da kažu da ova sam ja svoju kvistna na svetu. I ti gledaš tamo prekrasna, raskošna ubavica ili nekoj što odvaja kako niče. Za kogu se znaje neka nikogaš, gospodin Žival, ne znam svom motorinom, nikogaš neke nekovni zbor, najdov podatok o dnevnik od njegovata majka, neka mu prisutno na doktoru, koji mu rekao da se vidi doktor. Ovo se ovidjelo da mu bi čita njegovite raboti, možda ke se sjeti. Ko ga pročitala jedna pesma, mnogo pesme čitala, jedna što je niče, to spremno sedao potpuno oči, s ogromnim ustaći koji ne dava da mu bi kastrat. I najnaša jedna pesma, to je zapio, gi pogledao, gi prepoznao, ova je od Friedrich Nietzsche. Beše to je mnogo dobar poet. I to beše jedinstvrno to što bi rekao za kraju doživiti. 2900 dana. Kraju to 1915. Međutim, to je detalj pokazala neka to nešto je kaj nas može da zamijeti. Se slučuva dnevne snom, se slučuva mentalni jasnenje, uslovno rečeno, koga čovjek se pretvora u rasteni, samo vegetira, ne zna neki ko je, samo amnezija. To je to je niko koji bi dozvolila da kažem, ja si u kojoj sušnosti ja se prepoznam jednostavno. U onoj jas, po koji jas sušno sum jas, koji je nositelj na moj identitet, istinski od nepromenljivi, od onoj u koji A jednako A je sekudaš na početku i na kraju. Je tuka. Samo tako može da se razbere neka nije sušnost, ja imam ta, da kažem, kontinuirana svest za svoje to postoje. Mi možemo da vozdišuvame dojedem njih, ako smo bile mnogo bogati, moćni, silni, koja će pogledati neka smo stanati siromašni, ili neka snagata ne napušta, to je često nešto u mnogo knjigi. Kako li nam bef jas, što maš bef, što silen bef, gledaj me seka, što Boga bef, kako me sakar sine, kako me početuje. Može, se slučilo, sve koje treba, neizbježno. No čovjek nema da kaže, koga jas bef jas, kako ne su beke jas, ne kako ne su toj, ali to ne je istinski identitet, ja sum jas. I su smenete otpečatoci na prsti, i su plastična hirurgija prevzemena kriminalicu od koje bega, znajete kad to je to. Iako site kletkice mu se smeni, iako izgledot može da go smeni, iako sve drugo može da smeni, to i znajete kad to je to. Što je nositelot na toj identitet koji se prepoznava kako u sušnosti ignoriranja na minljivost. Ona jas koje, se prepoznalo toga što od toj den što mi gospodar do danas poginao od toga 6 godina, 60, sigurno, koja je jedna detalja. Seka tuka. Se sjećam da jedan moj drag prijatelj od Destenica, Hamza, koji imaše 89 godina, koji jedan nikad možeš se doći najnaš, pogledna i mi reče, ne, vrate ne živu. Kako da mi zapravo noći ti svega progledala. Se vidio koga je imao Burbaše kako bio silan, bio prošle tamo. Se vidio na 19 godina. To čustvo na trajanje
Бидејќи тука има мој драг колега, кој беше кај мене, на Бергсон, ете ми дојде сега ветувањето да го спомнам Бергсон. Бергсон всушност тоа го разбира и Бергсон го бара тој јас. Носителот на тој идентитет кој всушност е транстемпорален. Тоа е единствена свеста како континуитет кој трае, затоа тој вели дистинкција entre durée et le temps. Разлика меѓу трае и времето. Овој поим на траење кој е постојано, како што реков, сегашна презентност која трае 60, 70 или ако сакате 100 години, во случајот на Евти Горги, ако на 12 години тој се препозна. Тоа е нешто што противречи на реалност. Не можеш да се мислиш, а знаеш дека токму тоа си ти. Таа транстемпоралност е интересна, се разбира него го нападна Бергсона. Некои водечки, кој го водечка фигура, го нападна некои водечки фигури од астрофизиката и од математиката, конкретно особено Ајнштајн и Лобачевски, се приклучи и Минковски. Меѓутоа морам да кажам, без филозофска ароганција, дека тие не му беа дораснати. Со сето она што го знаеа, тие не знаеа зашто тој зборува, не го разбраа. Тие постојано мора да го транспонира времето во простор. Што го правиме и ние секогаш. Пред 10 години можеме да нацртаме тука линија овде тоа, 10 години назад, 10 години назад. Во времето нема простор. Времето не е железничка пруга од Скопје до Гергелија, инаку сега мени работат во зоите. Но се едно, па да одиш од Скопје во Велес и Скопје останува затоа. А во неготиво остануваат и Велес и Скопје може да се вратиш. Не можеш да се вратиш. Сето време е внатре, цело време. А дури не е ни Гергелија пред тебе. Утрешниот ден не е пред нас. Каде е? Вчерашниот ден не е зад Агорот, не е зад нас. Предметите од вчерашниот ден или од пред 200 години, сето. Оно и не е. Денот не е. Утрешниот ден може да не се случи. Она што било, исто толку не е били Шопенхауер. Како и она што никогаш не е. Просто го нема. Откаде на нас свест дека, колку и да сум се сменил, цело време јас сум тој јас. Не ово јас што се менува, оно е непроменливи. Бергсон врз тоа инсистира, дека мора да разграничиме меѓу времето кое е она што на некој начин може да се мери и што обележува промените на сите нешта. Освен она што е трајно, освен она што е живее, што обстојува иманентно на себе и симултано. Јас прескако да ги спомнав овој книг, не ми беше планирано предавањето, ми дојде пред очи. Совршено јасно може да се ставам во таа ситуација. Ја гледам дека на црешното доживување. Што тоа возможува тоа? И што ни како на филозофите, како човечки суштества кажуваат? Дека сме направили една крупна и, да кажам, многу значајна, може би кобна грешка, што сме го отфрлили. Нашето знаење напредува, несомнено. Фрапантно, фасцинантно, спектакуларно. Секој ден напредува нашето знаење за се друго освен за нас. Веќе се чини демоде, воопшто не е ин да мислиш за себе. Веќе сме целосно обседнати од она полжева пуќарка, во која полека се калцифицира целото човештво. Веќе се чини попълно безсмислено и да се прашаш за личноста, за себе, за тоа кој си ти. Таа тенденција е толку силна, што ние навистина веќе не можеме да прифатиме дека во тоа прашање има нешто, а всушност во тоа прашање сме целите ни.
Naslene, znaeki, sve poveke za site nešto, a uopšte od lajki govna što znajme za sebe. Nije poveka, kako filozofski sega, relevantni točki. Možem da setime na Štigner, koji silno je nagasuvaše ona uloga na jas, ego to, i negovata sobstvenost. Ona što su jas. Kako nešto što ego počustva, urgentno, diagnostično, neka se gubi. Isto taka, možem da setim na kontrapunktu na Robert Musil i njegovo to ogromno obem i poznačenje, iako se razgleda nego dobi. Pojavnost, a to je popularitet koji ima neki beznačajni nešta. Čovjek je u iskušenju bolje da smeta neka što je nešto popularno, ne je značajno, a može bi nešto što niko nego znaje da istina da je važno, me podsjeti to na Oskar Wilde koji kaže što se što da suvac o mene, znam neka nekada krupno su streši. Ideja ta neka nije so to što go zapostavljene sebe znajenje to ne vodi, kako što rekao, da mu je kontrapunkt Robert Musil i njegovata knjiga Čovjek bez svojstva. To je slušno čovjek bez identiteta. To je čovjek bez ona za što zboruva Jimenez. To je čoveštvo, to je generalna dijagnoza koje je zaboravio onoj jas koji smo istinski od jas. Mi je svega živeme u vreme to da ne je jas. Sve to dožive svoje to ne jas, so koje se identifikuje kako da je jas i što se neki treba racete od jas. Sve ova što ne obsednuva i naša ta politička situacija, svetska ta politička situacija, to je i od vitalna važnost. No sve to ne odvekova slušnost najznačajnost. I neki sve to je pred se adiafora od jedna suštinska točka. Ne može da nam jaje kako pojedinci. Kako kolektivitet toga kad se objedinime, može bi nešto i može. No odmah od cenata je da ne mislime na sebe, da mislime na to. Odmah je da vidimo ono što se kara i što mrazi, i ono što će lekne i ono što će umiti. Ono je besmrtno što je oskrio, ono je dozmirio. Za njemu nema mjesto kaj nas, u ovoj svet nema mjesto. Zagubate kuka pred se naša. Vidite nam istina je nenadomestiva zaguba. Da ostaneš bez onoj sebe koji je proškova i koji je milozljiv i koji će ostane ispraven. I koga sozestaje, to je ovo i zatvorna duša da, što bi kažali u fizike. Si go položati. Dobro. Nenadomestiva. Sve ova se ne može. Kako što narodu to stoji i koga nema svoja država, a može da propadne i koga ima svoja država. Država ne pravi narod pravi svoju državu. Može da bude 1000 godina bez države. Pa se pak, ako ostanale svesni za sebe i svoj identitet, povtorno ne. No ako se zaguba sebe si go sebe, zagubena je ona najvažnija. U tada smisla i čovjek od kojega zagubio to je čoveštvo, posvetenost na jedna grupa ljudi, celostna na jedna akcija, prekrasna radna, no cenata je ona koja zaboravlja. Konečno da dojdem do sama ta pojenta, ta cena koju objasnula delum i naslov. Naslov na moje to predavanje današnjo su prevod sakra da spodjelam slušnost jedan koncentrat na sve toga što na ovaj ili način su dopravljajući 30 godina. Sve pa nešto od ova imaše dositeti je predavanje. Svega sakra da slobodam od ona kruta akademska brzano za samo jedna tema i iako je ovo samo jedna tema da ja oslobodam od tije kruti vrsti i nakon predavanja to možemo s osema su polno pravo da se vika za duša. Anima. Peripsihi. On soul. Kako sad? Delano. Za dušata. To je ona slušnost na što misli Jimenez. To je ona na što misli Bergson. Dušata je ona koja sebe se znaje transtempora.
Ne slučajno, zato si smeta neka je ta besmrtna. Mi možemo da kažem dobro, zborova odnovu tih teoloških, kako Sokrates gluposti. No Sokrates je sprotivno da ga pogledamo. Neka smo bezdušni, to jest bez duša. Neka čovjek je mašina. Ideja na jedan del posvetitelj. Ideja na jedna od najpomnite tendenciji u sovremenata socijalna psihologija. Ideja na I.F. Skinner. Njegova tehnologija na odesuvanje, neka čovjek je prosto jedna mašina koja može da se kontrolira, može da praviš od nešto saviš. To je dokazala su 30 godini eksperimentima stavaca i glupcite i mnogo uspešno rekli 20 godina bez mnogo narodu u svetu. Ta politika se pokazala tako, može da praviš od ljude to što saviš. I to je strašna poenta. Točno je neka se nije onaj klasifikat. Nekada je van treba tije auli na ona temnata, da kažem, vitalot, temniot, vitalna, polževata kućarka, treba da se naslušne, barem dehot od dišenjetu na nekoj štuka prestoju. Imalo tuka neko. Bilo nekoj po mene bi trebalo da se sjeti sekoj koji misli da je kao stano bez duša. Samo da zamisli da osluša. Imalo nekoj po mene koji bi mnogo prilega na ovoj za koje smo došli desi. I tu kad sebe te povedam, koja smo rekli na tije reminiscencije, ko nešto što na nekoj način je transtemporalna reminiscencija na jedan filozof, koji negdje tuka a sepak je odam na tu, koji će govoriti o našem današnjem razlogu, odnosno predavanje, svećenje, predavanje, povod, podarovac, drago srce, sveta rado domoprimaća. Ne slučajno, pošto je ona istina. Imeno stavila zbor za Husserl, Edmund Husserl, jedan od najznačajnijih filozofi, osnivač na transcendentalna fenomenologija, inspirator na mnogo fenomenoloških, praktično na svita drugih fenomenoloških pravci i viđenja, od onijevo pravo, od onijevo literaturata i o ekonomijata i u mnogo drugih disciplina. Jedna sjajna ideja, koja Edmund Husserl je plasila iz mnogo svojih dela, a njegovo to posledno napišeno delo, prvi svoj prevod na stranski jezik dobiva od ta vrskata koja je tuka i koja i njegova na neki način transtemporalna, no i transspacijalna. I on vremenski, i on prostorno drži da bide tuka i može bi da na neki način delo to dova što pokažu na i to je. Imeno prevedeno bilo od profesor dr. Zagorka Mićić koja je bila njegov student, a potom njegov soradnik od najbliskiji od tu. Ta profesorka je bila profesorka Voškovije. I na ta profesorka, moja ta vrednost, imala čest da je bila asistent. Mnogo nešto za Husserl sluša podnici i taka, a bi neki na toj način ta koja in vivo imala kontakt o živo su nego, a ja ne izvijem gledam, se pozdravljam i tako nakon ga slušam. Znači ta setilna podloga je tuka, go primiti go prenesla 40 godina mojte studenti go prenesla svega je imam. Znači, toj koji se čini da je mnogo strogo naučni, da nek ta posledna knjiga se vika priznata na evropskite nauki i transcendentalna ta fenomenologija, ništa ne utakva na to neka zborova za duša. Ja prepoznam od celog njegovog dela, obsesija su duša. I što to je počne idejata za predavanje. Imeno, u poslednotu intervju koje je Husserl dao, na prašanje to, što je spored vas najvisoka ta krajnatna prvata, kako sakate, smisla na vaša ta filozofija? Njegove odgovor je, nisam neka na sekora filozofija, na sekora znam neka na moja ta filozofija. Celta i smislata i prvata i poslednata je izbor. Koji izbor odmara Husserl? Kako je izbor? Izbor na svijesti. I neki ona što je identitet, kažemo svega su pomalku, da kažem, teološki
drugi pomalko poetski, što je nas naučilo, egzaktno naučen žargon. Ona što mi dozvolila celo vreme od moja 12. do moja 112. godina, da kažem jas, znajući neka se odnosno na mene toliko i da su smene, koliko pati da mi se smene ti si nekada. Sostojni stavove, mislim. To je nositelj, je sušnost, kako što bi rekao Husserl, aktuelno to jedinstvo na aktite na svesti. Stvarno to realno to jedinstvo na aktite na svesti. Svesta sebe se znaje neprekidno, ni site ti je 5, 10 ili 100 godina. Kako na sebe jednako, ta gleda promenite, no ta ne semenula. Semenula su održinata nekočega, semenula, no ona je jas, deka znaš što ti si to i bez obzira si to. Sedno deka si čista svest. To pokažava deka samo to je naš lingvistinski identitet, deka samo to je onaj jas koji su jas, a ne onaj jas koji ne su jas, kaj ih ne misli. John Donne ima jedna pesma koja je isto taka, sjajno se klopila u to. Death, be not proud. Although some have told that you are mighty and fearsome. Ne budi gorda smrti, iako mnogumina te smeta, neka si strašna i moćna. Ne moćna si. Predložuva stihova. Na mene, nama je jas koji sam jas, ništa ne može. Noge kosti, što je stvar? Ne mora da te vikam tebe, može ja da vikam. Može neko ubijati za dragovu da ga zdravo sve. Može kapka otrov da bude napraviti. Što se pališ? Ne gordej se. No ni ti ni niko i ne može ova jas, koje su jas. Da go čepne, a moj dobro usmrti i ne moguće duša. To je njegov sporazum. Pomogla s Bogom dušom, to je to. To je akt, aktuelni od, da kažem, aktuelno to jedinstvo na aktite na svesti. Da ja postoram ova formulacija na Husserl. To je sušnost ona što mi dava moj identitet. Ja s cijelo vreme stvarno znam neka su jas. I svesta ne može da go misli svoj kraj. Zato neko koja će kaže, zamisli sebe da se uništi sve. Pa, ne te ovo vidi, eksplozija od milijardi toni žeštena, glava, eksplodira. Da me strašno seće propasne, svi te drže, svi te date užas. Onda će kaže me šteta, veše tva dobra pameta i aj si odim dom. Vidite nije. Čuvam da mislim da kad nije ostanat. Husserl je eksplicit. Čovjek ne može da ja zamisli svoja ta smrt. Od tih koga ja zamislila nekako je romantični prikaznik. Djevojka tako je umrela, zamislila kako je upala, preupala, našminkana i kako site plača, osobeno nezine cakan, ili kako baš koji neće da plače i se potresu. Ja zamislila kako da ste tuka. To ne je obsesija, to ne je manijakalno neko je iskreno končuvanje na svest. To je autentično funkcioniranje na naša ta svest koja ne može da go misli svoj kraj, zato je Husserl veli, da postoji prazna svest. Intencionalnost na svesta je alfa i omega kraj. Ta, kako svest postoji samo koga je ispomneta, so sebe znajenje. Nije to potpuno da zaboravite. Mi smo celostno posvetljeni samo na ova što se učilo okolo nas. I ne znajemo kakva Darwina i donijela teško sadovati. To je to izvor. Termin izvor go pozajmi, kako što rekao od onaj citat od poslednog koji intervju na Edmund Husserl. Mi se, tako da kažem, vklopi u jedna slika koja na nekog načina vizualizira. Zamislite jedan izvor na nekoja ponornica, skrijen dlavoko. Čovjek i da je speleolog na imaginarno, to ne može da to rekonstruira, ne može da spasa ono neko. Skrijen sosem. No, za nego nešto znaje. Samo preko. Rejčite, požotenite misija, tronkite i troškite, koji vodata odreka izbivati na površinu da ih nosi. Znajte li što je to izbor? Ne. A
ali neka ga ima znanje, što potroša, to donesu na nešto. Smeme li da zaključuvame za nebu, kako je to tije ronki i troški, to tije veki i sovnjeni, požodnjeni, ne. Iako delumno da, no smeme da zaključime neka je tamo. Mi se čini neka, na neki način, što bi se kažalo poetski, srce to na svekoj čovjek je tako. Nego znaje. Za nego znaje samo ko neka velika ili misli, što će ispliva nekoj gesti, neka postavka. No, sama ta enormica ne je otkriva, ne je znaje, ne su znali. No, to je to i izvor. I što je svega, što možemo da doznajemo? Možemo da doznajemo neka to je izvor sušnost stasuvao da učinite nekada neizvesno kada, no neka se vleva u nas, to je sigurno. I doznajemo kako što se nada nam bilo što dozornije. Neke prilično ekstenzivne eksplikacije. No, veat mi se čini potrebno. Znajeme nekako ima, ali znajme i neka ne zakona duga. To je izvor ne vleče, nekada to je se izleva od nas. Kaj ne vleče? Svekoga što će posakate da vidite podobno. Svekoga što će se setite neka možete da premočite koga se karate i da prostite koga vlaze. Vi shvaćate da to izvor ne vleče po visoko, po dobrotu, po babotu. Neka naši stremež od na uslovno rečeno perfekcija, po dobruvanje. Neka nije težneme po najdobro, neka nije sve pohod za nešto podobno. Čovjeku ne dade, čovjeku te zadadetost, zadača, složena, za koja sami odgovaraju. I koja ne može da porekne, neka se sostoji od toga što to je čustvo o sebe potreba da bide podobno. I što čustvo kajanje koga ne i što može da kaže da otera se kada ona, da nema nije gajde za sebe, zašto bi da podobno, to je dobar pomen. A sepak ona da to je. Ona što se vika, ta sitnica da neće nas uvesti. To nam ne sad kasno. Nije, znajme da kad to izvor postoji, znajme da kad dovađa do nas i znajme da kad, za razliku od svite drugi vodi, ne teče prugove. Postoji jedna prilično sporna, etimološka, da kažem, varijanta u koja antropos ne od andros, čovjek. Čovjek od antropos je od anotropija, imeno, on po visoko to stremež, tropite, tropnost je stremež od kontežnjenje, kontažnite, tropine, gojem antropolog, što je pred nekog godina počina se jedna sjajna knjiga. Da reče me, filantropolog koji nekako budete uopšto, to je termin kojeg imamo mnogo varijanti, heliotropnost na rastenijata i nekoj prven kompiru bodrumnog izbata, koji ima samo mala skršena čamče nekoje prašnu niskoje doke rasvetina, će prodati toliko nakon. Koliko je prven dlabogu svoja travizma? Jedan čovjek neće usnude sveta. Pogledaj tu vam izraz. Ona život što stremi posvetila. To je to izbor. To je to izbor, to je ona što koliko ide imate kontrole, nemate rezerva. Slušno se izrazila najkresovnoću poljubna duša. I to je osnovata za neku koja se veruva toliko čvrsto da je dušite se besno. I neki njegu imame in vivo, tuga. A u 18 godini ti znaješ za sebe toliko precizno i jasno kako što se znaje u 70 godini porok. I gledajte ga, to je ona što bi kažala starozavjetni prorok, mocite nego grizat i rđata nego racijanuga. Ona što je otvorno? Na sve. Na sve koje je sušnost je neotporno, sve drugo je neotporno. To je suvereno, nego dopinuto. I tako što
Ako tako razmisli na što drugo je plato, cijeli plato. Ako ne jedna sekvenca alegorije u kojoj izborila sušno za dušu, nego teorije za državu. Je čovjek. Razumski od, etički od, emotivni od, biološki od, uslovno, fiziološki od. Ja imam čest i mislim. Zašto treba kralot, da ne bi premogu to, da vlade, da bide filozof najumniji? Po čovjeku, umo treba da vlade. Država je zajednica na luđe, na čovječke suštine. Kako što pojedinacu treba umo da vlade, to je barem jasno, ti možda kažeš negdje ideja, sakam pa makar izbora. To realno, to je site njegovi knjigi za ljubav, za smrta, za bilo što, sepsušnost, dokazi za dušata, besmrtnost na dušu. To je za što zbog, za izvor od koji se gleda od nekog. Vidjeti mu krajna linija, tamo će nema autor koji ne bi od ona što mu napišao. Može li ušte samo za jedan zbor da bide pumpao, koji bi rekao ne? Da, ako može, ušte. Bavinata, dobrinata, nema kraja. Neće je uslovno rečeno, granica nema. To je bezgranično. Nije spremi me da se ne podam. Po svoja priroda, no nije to neke neko pravi. Nije standardno, nije muzilovski. Ljudi bez svojstva. Ne zapravite nas, ne preoptereti, ne odzedla od nas sami. Ne napravija veke da ne znajme čiji život žive. Sostojba koja ne smije ne daje. Sostojba koja apsolutno mora da ima me predoći kako najgorima opasnost za nas. Bukvalno najgorima. A ne toliko bitna, urgentna. Ako nekog ubrka mečka, to se razbira prva ravnotrbe da se spasi. No i togaš, ako mlad se spasa da razmisli da se spasi samo po cena da ko spasi ona jas posebe. Ne zna da se frlimo kalta na poruku ili nešto drugo koda. Ako preživljam će biti nam dobar. Ako ostanem živ, vekike znam neka kompromis ovo naše vredno i dobro, ne smije da se pravi kompromis. Oti toga što ne saka kompromis so zloto, so grdoto, so nečestno, to je jasno. I благодарам što me slušate, a sakav da ispratam jedno korakamo da ne zvuči premnogu, tako da kažem, paternalistički. No bi neki jasno sam, kako moja tam se nadam neka nema prozvuči paternalistički, to je i posakuvam da ko se čuvate po sebe, sobstveno to jasno, ona koja nema da mrazi koga ovo i drugi od mrazi i ona koja je sušnosti među se način besplatno pred se, nego su čuvate izvor od koji bol vas, tečenki bol vas, neko centuvate ta sušnost treba da se gledate u životu. Sakam da postavim, sočuvate po sebe, ona najdobro to što ste, to je svoje to istinsko jaz. To je posakvam na sebe čovjek i nas internacionalno, na vas, od prva raka pred se i so golema radosti gdje prenesu ovije suznanja po povodu ova prekrasna blagodarnica koja, kako što rekao, je prihvaćan kako priznanje bude to istavljeno zajednica i bi blagodaran što je naša. Очевидно никой не сака да си оди. Да. Мојата првична намера беше да истакнам во мојата најава, истакнав 3 пункта зашто овој наш собир е свечен. Двете успеав да ги соопштам, третиот не, оставивме за крај. Најдобро го демонстрира тоа професор Мухич.
бидејќи ние като негови студенти, секој негово предавање за нас беше свечено. Во таа смисла секој настап, професорот по себе има таа празничност и свеченост. И таа е една вредност сама